Емотивното прашање или болното прашање не се остава за наредните генерации. Емотивното и болното прашање се фаќа карпе дием, зграбши го денот, да се искористи моментот и да се реши за идните генерации. Зошто? За идните генерации да немаат емотивни и болни прашања. Туку да се горди и на своите предци, и на историјата, и на заедничкиот соживот, и на мултикултурното, мултиетничкото општество, на се она што ние денеска со поддршка на овој договор ќе го обезбедиме како прв чекор. Ова е прв чекор. Ајде втор нека е. Првиот беше преговорите и подпишувањето на договорот. Ова е вториот чекор, ратификацијата на законот за договорот. Следуваат многу чекори. Неизвестна е судбината до крај. Меѓутоа, овој чекор ни обезбедува покана за членство во НАТО алијансата и ни обезбедува датум за преговори со Европската Унија. Па нели над 80% од граѓаните на Република Македонија се определени за тоа. И кога го велам чекор кон референдумот, морам да ви кажам уште една иронија. Не верував дека во свој говор ќе го цитирам Никола Груевски. Меѓутоа, еве ќе го цитирам. На 21 март 2015 година. Вели вака: влеговме во спор со Грција, иако веќе речиши се суштинско ни беше одземено. Ни беше одреден дури и медијатор. На една страна има грчки народ во полн капацитет, а на друга политичари на власт. Македонскиот народ го нема. Затоа нашата позиција, меѓу другото, вели дека политичарите ќе разговараат, ќе преговараат, ќе прифаќаат, ќе нудат, ќе одбиваат. Нешто ќе им се види добро, нешто лошо, некој без, некој под некакви притисоци, уцени, понуди или закани. Се може да прават, но ако некој нешто усогласи, договори, вети или прифати, не може финалниот збор да го имаат политичарите, министрите, премиерот или председателот. Туку целиот народ кој преку референдум ќе каже дали некоја идеја, предлог или решение е добро или не, и тоа, и само тоа може да е финалниот одговор на Република Македонија. Го цитирам поранешниот председател на владата на Република Македонија пред 3 години, сегашен наш колега, пратеник во Собранието на Република Македонија. Што е ова денеска, ако не е наследство или продолжување на она што сите изминати влади го ставија како залог, или како црвена линија, или како начин на решавање на 3-деценискиот проблем. Во што се разликуваме ние денеска? Зошто нашите колеги од ВМРО, ДПМН и коалицијата не се овде да го поддржат овој договор, затоа што овој договор е основа за народот да може на референдум да си ја одреди својата судбина, да си ја одреди иднината на својата земја. Никој нема право, никаков политичар, никаква институција да носи финални решенија. Финалното решение ќе го донесат државјаните на Република Македонија.